Неодамнешната изјава на поглаварот на Исламската верска заедница Сулейман Реджепи, кој кажа дека ако владата не им помогне, ќе ја укинат забраната за посета на џамиите. За професорот по безбедност и добар познавач на верските прашања Цане Мујановски станува збор за определен облик на несноѓање на верските заедници во актуелната состојба. Да отворите прашање дека вие, ако некој нешто не ви задоволи, ќе се захраните со друга захрана, тоа укажува дека не сте разбрале положбата која ја имате. Не дај Боже ако ги повлечеме нашите повици за пандемијата, ситуацијата ќе излезе од контрола и овде ќе стане Бангладеш, рече Реджепи. Но и владиката Тимотеј не ја исклучува можноста и МПЦ да бара финансиска помош од државата, затоа што и црквата била зафатена со економска криза. Епархијата има само 20 души вработени кои што треба на први да им дадем плата. Јас откај да им дадам сега ако сите цркви се подклучни. Еден месец, два може да ги издржиме ние, меѓутоа ако тоа продолжи подолго време, ќе мораме или да ги отпуштиме или да бараме начин како да ги обештетиме луѓето. Професорот Мујановски пак додава дека во една ваква сложена ситуација потребна е поголема мудрост од страна на лидерите на верските заедници во земјава. И Исламската заедница во писмото до владата, која особено на еден нетипичен или нерелигиозен начин се обраќа за помош, Македонската православна црква, која пак со еден интересен однос меѓу обврските кои што ги наметнува државата и црквата секогаш ја става напред државата. Тоа повеќе или помалку зборува за еден амбиент во кој се наоѓаат верските субјекти во Македонија како структури кои не секогаш можат да го следат и читаат потребите на времето. Според него, треба да се следи примерот на сите позначени верски лидери во светот и се додека трае кризата, повикот за почитување на мерките на државните органи да биде јасен и недвосмислен. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски.